Ке се реставрира и конзервира фреско живописот во црквата Свети Константин и Елена во струмичкото село Мокрино. Со околу 2 милиона денари, средства кои општина Ново Село ги доби преку унгарскиот кредит од владата, ке се обноват уништените фрески стари над 150 години. Црквата е изградена 1874 година. Фреско живописана е во 1875 од Антон од Мелник. Оваа црква настрадала за време на Првата светска војна, кога навлегуваат бугарите на оваа територија и го имаат оштетено фреско живопис. Сега со оваа конзервација фреските ги враќаме повторно во полн сјај. Жителите се радуваат на оваа вест. Велат дека црквата е централно место каде граѓаните се собираат на најголемите празници, но и за семејни веселби. Во последно време веќе многу повеќе се посетува храмот за разлика од пораните години, кога масовно се иселуваше народот нашето село, додека сега повторно се враќаат и за време на поголемите празници храмот е потполно пун. Има добра атмосфера се ствара кога се среќаваат граѓаните подолго време кои се оддалечени од селото, така да атмосферата е прекрасна. Градоначалникот на Ново Село вели дека ќе се заштитат и други цркви во општината со цел да се зачува културното и духовно наследство. Сметам дека со овој проект, со оваа поддршка која што ја дава и владата на Република Македонија и Министерството за култура, сите православни верници при посетувањето на овој православен храм ќе можат да уживаат во убавите фрески повторно, ќе се врати живописот во оваа наша преубава црква и еден многу важен проект кој што е поддржан од владата и Министерството. И од тука продолжуваме и со црквата Свети Ѓорги во Ново Село, така што, како што каже министерот, порано на тоа што не се ставало акцент и не се работело, еве дојде светлото на денот да почнеме да ги заштитуваме нашите цркви. На црквата Свети Константин и Елена ќе работат конзерватори од Националниот конзерваторски центар во Скопје и од Струмичкиот музеј, а работата треба да е завршена за околу 6 месеци.